Значи во текот до крајот на 2019 година ќе се изврши проверка на податоците од изјавите за имотна состојба и интереси на следните категории на избрани именувани лица. Тоа ќе бидат пратениците од Собранието на Република Северна Македонија, ќе бидат членовите на владата на Република Северна Македонија, ќе бидат членовите во претходниот состав на владата на Република Северна Македонија, ќе бидат директорите и заменици директори на јавните претпријатија во државна сопственост и ќе бидат директорите на акционерските друштва во државна сопственост. Понатаму можам да ви кажам кои ќе бидат постапки по сопствена иницијатива. Подобиени сознанија од извештајот за човекови права за 2018 година за Република Северна Македонија за злоупотреби и коруптивни дејства на поединечно наведени суди, Комисијата заклучи да изврши проверка на податоците од анкетните листови и изјави за интереси на следните лица: Владимир Панчевски, Јово Ангеловски, Александра Зафировска, Светлана Костова и Софија Лаличич. Понатаму по допрен глас ќе испитуваме имотната состојба на Миле Јанакиевски, Илија Исајловски и Кирил Божиновски. Исто така, ќе отвориме постапка за утврдување на ризици за склучување на коруптивни договори во постапките за јавни набавки при избор на економски оператори за изработка и ревизија на деталните урбанистички планови во општина Центар. И исто така, по допрен глас ќе отвориме предмети за судирни интереси за Јордан Тасевски, внук на судијата Владимир Панчевски од Кривичен суд, Марија Димитровска, внука на судијата Владимир Панчевски од Кривичен суд и Маја Ристовска, сопруга на поранешниот министер Спиро Ристевски, вработена во МАПАС. Исто така можам да ви кажам во врска со постапките кои по службена должност ќе ги отвориме за можен судир на интереси. Тоа е согласно нашата редовна проверка на доставените изјави за интереси од 2017 година, кои изјави се доставени од страна на избрани именувани лица. За овој пат е утврдена листа на лица кои извршуваат две или повеќе функции во исто време. Тоа е Љупка Јаневска, член на управен одбор на Државен студентски дом Доне Божинов. Истовремено и веде директор на јавна установа за детска градинка Гоце Делчев од Пробиштип. Тоа е. Габриела Илиевска, член на Совет на општина Кратово и член на управен одбор на детска градинка Царка Андреевска од Кратово. Александар Цуцуловски, член на одбор на директори на АД за изградба и стопанисување со стамбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, истовремено е член на управен одбор на Државен студентски дом Пелагонија. Билјана Манасиева, член на Совет на општина Виница, истовремено е член на управен одбор на Меѓуопштински центар за социјални работи Виница. Джелал Абдиу е член на Совет на општина Маврово и Ростуше и истовремено е член на управен одбор на Национален парк Маврови Анови од 2009 година. Добро. Кире Алексов е член на Совет на општина Свети Николе, истовремено член на управен одбор на јавното предпријатие за извршување на водостопански дејности Злетовица од Пробиштип. Живко Гошаревски, градоначалник на општина Ресен и истовремено член на управен одбор на јавното предпријатие Студенчица од Кичево. Драгана Плешкова е член на управен одбор на Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, истовремено е член на управен одбор на Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија. Славјана Михајловиќ е член на Совет на општина Струмица, истовремено е заменик народен правобранител. Ѓорги Граматиков е член на Совет на општина Дојран, истовремено е член на управен одбор на градинка Кокиче од Дојран и истовремено е член на надзорен одбор на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Полин. Ристо Џинџев, председател на Совет на општина Дојран
Истовремено е член на управен одбор на јавна општинска установа за деца Кокиче од Дојран. Тони Мартиновски е член на совет на општина Бутел, истовремено е ВД директор на управа за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање. Велимир Смилевски, градоначалник на општина Бутел и член на управен одбор на Градски трговски центар АД. Богослав Лескаровски, член на управен одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар и член на управен одбор на Агенција за катастар на недвижности. Бедри Велију е заменик на председател на управен одбор на Општа болница Куманово и истовремено председател на управен одбор на Центар за јавно здравје Куманово. Томче Ѓуровски е член на совет на општина Аеродром и истовремено член на надзорен одбор на Македонски железници Транспорт АД. Милена Стројмановска, член на совет на општина Куманово и истовремено член на управен одбор на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово. Маријан Неделковски е член на управен одбор на Државен студентски дом Скопје и истовремено член на управен одбор на Ученички дом Лазар Лазаровски од Велес. Понатаму ќе постапуваме по предмети кои што сме ги добиле од граѓани по нивна иницијатива и точка 10 ни е други прашања и прегласи.